Добро, денеска сме повторно овде во Свети Николе. Градоначалникот Дејан кажа за проектите кои што се во тек. Имам интересна прогноза дека за 2,5 до 3 години целата програма која што беше дел од предизборната кампања ќе биде реализирана и наистина се радувам што е тоа така што ќе имаме можност повеќе од година дена да реализираме проекти кои што не беа ветени, а сигурно дека тоа ќе го ценат граѓаните на Свети Николе. Слушнавме дека стотици, би рекол, километри водовод, канализација, асфалт, нови детски игралишта, проекти кои што генерално новата администрација предводена од градоначалникот Дејан Владев ги има реализирано и тоа е добро. И тоа е добро да се продолжи во таа насока затоа што тоа е она што им треба на граѓаните за да направат разлика од градоначалниците на ВМРО ДПМН кои што континуирано градат и оние кои што денеска за жал се уште се во владата, а кои што континуирано крадат. И таа разлика е многу значајна. Многу значајна да се направи затоа што ни предстојат избори во периодот кој што следи, предвремени парламентарни избори и тогаш треба да се направи една суштинска разлика за да можеме заеднички како ВМРО ДПМН со граѓаните да ја градиме Македонија, а овие кои што ја крадеа Македонија да може да одговараат за тоа што го направи. Мене не ми преостанува ништо друго, освен тоа да му честитам на Дејан, на тимот кој што работи овдека со Дејан во општина Свети Николе и да им посакам уште многу вакви проекти. Дадениот збор да си го одржат за 2,5-3 години од кога практично ја превзема позицијата градоначалник да реализира програмата која што ја ветуваше на изборите и да реализира уште други десетици проекти кои што се надевам, односно сум сигурен ќе значат поквалитетен живот за жителите на Свети Николе. И благодарам, ако имате прашања, повелете. Да, дали референдумот би го одложил барањето за предвремени парламентарни избори и обратно? Па ние во текот на вчерашниот ден имавме долга, би рекол, неколку часовна средба на извршниот комитет на партијата. Разговаравме за сите можни сценарија, антиципиравме можно однесување на власта и така натаму и донесовме одлука иницијативата за референдумско изјаснување на граѓаните да биде приоритет над сите приоритети и цениме дека ако е мудра власта и ако навистина го цени мислењето на граѓаните, бидејќи тие се суверенитетот потекнува од граѓаните, тие се суверен во Македонија, дека ќе го почитуваат нивното барање да се одржи на такво референдумско изјаснување за прашање кое што дополнително ќе биде на јавноста познато, бидејќи во периодот кој што следи добив задолжение од извршниот комитет да ги водам процесите на консултации со експерти од областа, од областа на референдумското изјаснување, уставното, меѓународното право и така натаму, за да дојдеме да искатализираме едно решение кое што се надевам дека ќе биде како постапка најпрвен прифатено од страна на спикерот Џафери во парламентот, а потоа и ќе собереме 150.000 потписи и ќе излеземе на едно такво референдумско изјаснување. Но ќе повторам, уште еднашка, тоа го зборував изминативе денови, дека треба да се насочиме на проблемот. Ова се три одвоени процеси. Првиот процес е билатералниот спор, заедно со протоколот кој што е извор на проблемот. Вториот е измената на уставот и тука треба граѓаните да се сигурни, полна доверба во дадениот збор од страна на пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, како дополнение на тоа е изборот практично на неколкумина слободно мислечки пратеници во парламентот. И третиот процес кој што зависи од вториот, а тоа е конечното презентирање или јавно усвојување на преговарачката рамка. Значи, отприлика тука треба да се бара референдумското изјаснување меѓу првиот и третиот процес. За вториот процес гарант е пратеничката група граѓаните да бидат безбедни, да бидат сигурни, ако постојат инфилтрати од страна на власта на социјалните медиуми кои што се обидуваат да шират дефетизам и така натаму, но еве уште еднаш ќе повторам, гарант дека нема да има промена на уставот е пратеничката група на ВМРО ДПМН и нивниот даден збор под овие услови, вакви, асимилаторски и хегемониски кои што ги содржат и договорот и протоколот со нашиот источен сосед, но и потенцијалната верзија на преговарачката рамка која што се уште јавно не е усвоена или презентирана. Така што
Тоа е приоритет сега на сите приоритети, бидејќи ВМРО-ДПМН не се води од партиските интереси, ниту пак јас се водам од партиските интереси, туку од интересите на граѓаните и тоа што е најважно за државата. Нас не ни е битна власта по секоја цена, ако дојдеме и ако овдека имаме пустош или се што е национално биде распродадено. Затоа е многу важно да имаат можност граѓаните, а се надевам дека тој демократски минимален капацитет кој го има власта, да може да си дадат свој коментар и суд и да се изгласаат за тоа што мислиме дека се уште не е доцна да се исправи. Така, што мислите, ќе го поддржат, ќе го прифатат референдумот? Кој е вашиот коментар, вашиот став? Повторно ќе кажам, суверенитетот извира од граѓаните. И ако навистина има минимум демократски капацитет во власта на СДСМ и ДОИ, тогаш не гледам причина зашто да не го прифатат, иако не ги исклучувам било какви политички маневри и гимнастики од страна на спикерот Џафери во парламентот. Како гледате на оние два случаи на опожарени возила во Прилеп? Дали е тоа некаква форма на закана од власт? Па видете, јас мислам дека ние живееме време како во Бејрут во најлошите времења. Така отприлика функционира во моментално Македонија. Тотално безредие, а тоа е така затоа што тие кои што треба да го спроведуваат редот ги водат луѓе кои што се во директен договор со криминалот и луѓето со сомнително досие. Тоа што се случува во Прилеп, најпрво директорот на комуналното предпријатие му беше запалено возилото, пожарено, па потоа пратеникот Петар Истевски, па потоа еден од вработените раководител на сектор во општината и така натаму, е само доказ дека имаме работа со насилници. Информациите се дека две лица се приведени, периферни лица, кои што никаква врска немаат со случаевите, нити па се поврзани некако, и двајцата се познати престапници на законите во Прилеп, и прилепчани ги знаат, наместо да се гонат вистинските извршители, а уште поважно инспираторите и нарачателите на сето ова, ние се занимаваме сега со пердови расфрлања и со периферни личности кои што немаат никаква врска со суштината. Тоа е во суштина во моментот во Македонија. Господине Мицкоски, дали повторно ќе гледаме оние немили сцени од ланската година, оние немили сцени со пожарите, кога еве во моментот во Беровско букти пожар, дали очекувате државата да се вклучи ако земе во обзир дека и помагаме на соседна Грција испраќа на луѓе така? Да, тоа гледам дека некако во периодов изминативе неколку дена е, би рекол, помалку периферна тема, некои други теми беа важни, но ни предстои сериозна опасност ако не помогне државата и ако навремено не реагира, дека може да ни се повтори сценариото од минатата година и да не бидеме обвинети дека еве само ги штитиме градоначалниците кои што се од редот на ВМРО-ДПМН, еве во Берово да речеме градоначалник од редовите на СДСМ. Апелирам до владата веднаш да испрати тимови, се што е потребно да биде ставено на располагање на општината, бидејќи ресурсите со кои што општините располагаат се навистина минимални или незначителни, а штетата која што може да се направи може да биде огромна и девастирачка. Затоа ја користам оваа прилика од овде од Свети Николе да предупредам, а воедно и да апелирам до власта што е можно побрзо да реагира, да заборави на коктелите и трошењето на народните пари на периферни манифестации, да заборави на луксузирањето и тендерите барем малку во 4 очи, пошто е сведоци сме изминативе денови имаме еден таков мултимилионски тендер даден во 4 очи за битумен од едно јавно предпријатие, да се посвети на тоа што навистина им значи на граѓаните, а тоа се пожарите кои што веќе почнуваат да се појавуваат во Македонија, имајќи и предвид временските прилики, може и да земат поширок опфат. Благодарам.